Се наоѓам пред јавното предпријатие Водовод и канализација, само ќе те дополнам, бидејќи непосредно ја дознав таа информација, дека целиот град троши енормно, двоструко, троструко, повеќе вода, не само општина Саре. Затоа во подоцнежниот дел од разговорот, мој соговорник е Зоран Недевски, директор на секторот за наплата. Добро утро. Добро утро и од мене. Некако ние Македонија наутро се сконцентриравме на вашите корисници, злоупотреба на, буквално морам да кажам, користење на питка вода, вода која што знаеме скопјани каква вода пијат. Меѓутоа за таа тема малку подоцна. Има ли јавното предпријатие Водовод и канализација големи должници и доколку има, како се справувате со нивната наплата? Вака, значи секако дека има јавно предпријатие кое што обслужува над 300.000 корисници, зборуваме за физички и правни лица, секако дека има, меѓутоа наоѓаме начин да се справиме и со тие должници и тие должници да ги доведеме кај нас, да им понудиме низа услови кои што ќе ги прифатат. Голем дел од тие корисници кои што имаат неподмирени долгови ги користат нашите поволности кои што сме ги давале и во минатото, и во моментов ги имаме, а ќе ги имаме и во иднина. Значи факт е дека не сме сите идентични, не сме сите исти. Факт е дека постојат корисници кои што имаат неподмирени долгови. Меѓутоа, ние како јавно предпријатие ги користиме сите законски регулативи и мораме да ги користиме сите законски регулативи за обезбедување на побарувањата кои што ги имаме од корисниците. Тука спаѓа тужењето, тука спаѓа исклучувањето, значи прекинот на комуналната услуга, тука спаѓа значи и делот откако ќе се утужат побарувањата да се изврши присилна наплата преку извршители. Сакам да напоменам и да потенцирам дека сите овие работи се пропратени со дополнителни трошоци кои што го оптеретуваат домашниот буџет или буџетот на правните субјекти, затоа што сето ова со себе носи дополнителен трошок од типот на судски такси, од типот на камати, од типот на извршителски трошоци, од типот на налог за прекин на комуналната услуга, налог за приклучување на комуналната услуга, за повторно давање на комуналната услуга, значи сепак ви ги повикал корисниците да навремено си ги подмируваат долговите, да не се доведат во некои дополнителни состојби што се несакани и неубави за нив. Добри совети кажувате, навистина тоа се дополнителни трошоци плюс можеби напластени долгови. Знам дека имавте акција, веќе не постои акција за бескаматно, како да кажам, плаќање на рати, меѓутоа останува таа услуга за да можат должниците, особено оние што имаат поголема сума на пари, дали има можност на рати да плаќаат, значи, или во зависност од сумата? Акцијата за бескаматно плаќање беше со определен временски интервал, траеше 45 дена и заврши. Меѓутоа останува опцијата и можноста која што ја нудиме за физичките и за правните лица кои што имаат неподмирени долгови кон предпријатиево, да истото го сервисираат тој долг кон предпријатиево со склучување на договори на рати. Во зависност од висината на долгов, значи физичките лица можат да склучат до 48 месечни рати, а правните лица до 24 месечни рати. Текот на летото шалтерите остануваат со истото работно време или? Да, значи независно од времето во кое што се наоѓаме, ние како јавно предпријатие Водовод и канализација и како сектор наплата, нашето работно време е непроменето, значи шалтерите и услугите достапни се до сите корисници секој работен ден од 7:30 до 19 часот, со тоа што дополнително да потенцираме и да известиме дека граѓаните можат да извршат подмирување на долговите, на фактурите
Имаме испостави за наплата, односно наплатни пунктови во трговскиот центар во Сарај, во трговскиот центар во Лисиче и во општината Сарај. Овие пунктови работат секој работен ден од 8 до 14 часот. Тука да не ги заборавиме и апаратите за самонаплата, кои што се лоцирани на 5 места. Едниот е овде во нашава управна зграда, другиот се наоѓа во дирекцијата на комунална хигиена. Имаме во градскиот трговски центар на Приземје, имаме во Капитол Мол и во Сити Мол. И на крај да потенцираме електронското плаќање, кое што, да речам, стои на располагање 24 часа преку нашата веб страна, мобилните апликации за iOS и Android. Тука влегува и одамна, веќе повеќе од 10 години, со читање на состојба, нели, корисникот да прочита состојбата на водомерот, да преку таа апликација и кај вас да ја прати, така да дојде и сметката за потрошење. Да. Значи стои таа опција, постои таа опција на веб страната, преку нашите мејл контакти, значи странките може слободно да пријават состојба, согласно која што ќе биде генерирана и изготвена нивната фактура. Една акутна состојба во градот Скопје, енормно трошење на водата, и навистина ова може да биде еден голем апел, меѓутоа првин да ја регистрираме состојбата за што се работи во попладневните часови во градот Скопје, особено после 17 часот се користи енормно многу вода. Ајде најнапред, значи скопјани премногу се опуштивме сите до еден. Значи оваа година е страшна состојбата. Ние во ниедна година не сме имале вакви рекордни потрошувачки и вакви пикови удари. Во последниот интервал, значи последниве 20 дена, 24 часа во денот, значи вклучени се и помошните бунари, што ни се на располагање, значи 24 часа во денот се пумпа вода на целата територија на град Скопје. Ние во текот на утринските часови, се додека луѓето се на работа до 16-17 часот, немаме проблем со снабдувањето на вода. Меѓутоа проблемот настанува после 17 часот, откако ќе се прибериме дома, ќе завршиме со нашиот ручек, нели? И сите се опуштаме со цревата, да го изладиме дворот, да полееме дрвцето, бавчата и сите тие работи. Значи не треба толку да се опуштаме, бидејќи скопјани ќе страдаат за вода. Верувајте ми, значи имаме страшен проблем да во овој интервал во целиот град, значи зборувам за цело Скопје, со тоа што ударот е на руралните средини, меѓутоа и градот Скопје веќе страда. Значи ли тоа дека нема притисок на определени? Не, значи водата, јас ви кажав на почетокот, ако ме следевте, кажав, значи двата извори од Рашче се комплет искористени и се дополнува вода од 5 бунарски подрачја. Верувајте ми, значи 370.000 метри кубни вода во текот на еден ден трошат скопјани. Тоа доаѓа по глава на жител некаде 700 литри. Јас само ќе ви напоменам дека европските норми се 200 литри по глава на жител. Значи ние ги поминавме сите граници. Јас ги замолувам сите корисници на нашите услуги да бидат внимателни во теков на летниот период, бидејќи не чекаат страшни температури. Допрва ни е летото, значи допрва ни доаѓа летото. Ние искусивме еден удар, ова е вториот удар, меѓутоа далеку ни е август, дури и септември знае да биде топол. Значи да бидеме внимателни, совеста нека проработи кај сите, да ги заборавиме малку цревата, да заборавиме ладење на дворови, ладење на кровови, ладење на улици, перење на возила. Значи сите тие непотребни работи да ги заборавиме за да ја имаме водата која што е благодат. Ви благодарам за апелот, за советите до корисниците, општо земено до градот Скопје. Се гледаме во следна прилика. Се гледаме, ви благодарам и вам.